Шефот на грчката дипломатија Никос Кодзиас решението за спорот за името уште еднаш го префрли на македонската страна. Во интервју за грчки Катемерини, Кодзиас, зборувајќи за односите со соседите, смета дека во Македонија уште не се созреани условите за компромисно решение на отвореното прашање. Со ПЈРМ ние ги промовиравме во практична смисла мерките за градење доверба. Мерките за градење доверба се производ на иницијатива што ние ја презедовме. Целта е да се подобрат нашите социјални и економски односи. Што се однесува до името, мислам дека условите треба да созреат во нашата соседна земја, така што да може да прифати значителен компромис, вели Кодзиас. Грчкиот министер подсетува дека на негова иницијатива бил и состанокот во Солун посветен на бегалската криза, на кој учествуваа министрите за надворешни и за внатрешни работи на Грција, Македонија, Албанија и Бугарија, кој завршил со голем успех. Кодзиас додава дека е одлучено форматот на средби да се одржува секој 6 месеци. Но и покрај оценката на Кодзиас за успешна солунска средба, патем на која Грција презеде обврска за целосно дислоцирање на бегалците од дивиот камп во Идомени, рокот постојано се пролонгира, а обидите за нелегално преминување на македонската граница постојано се околу 100 дневно. Според македонските власти, од моментот на затворање на балканската рута на 8 март, досега на грчка територија се вратени над 11.000 бегалци. Во контролата на македонската граница, освен МВР и АРМ, се вклучени и 100 полицајци од Хрватска, Србија, Словенија, Словачка, Чешка, Австрија и Полска, како дел од билатерални спогодби и во рамките на мерките на Европската унија за контрола на бегалската криза.